Минимум информации споделени со јавноста за работата на државните инспектори за животна средина. Не достига подетално информирање за работата на инспекторите, но и за оние представки што ги поднеле граѓаните сами. Покрај тоа не се прават и презентации на полугодишните извештаи за остварените резултати. Ова го покажува проценката на транспарентноста и отчетноста на инспекторите со надлежности во животната средина, која ја направи ЦЕТ Флорозон во соработка со Институт за комуникацијски студии, како дел од кампањата Разбистри се. Во делот на буџетската транспарентност, значи имаме сериозни индиции дека се прилично затворени самите инспекторати. Со оглед на тоа што буџетските документи, како што се предлог буџет, усвоен буџет, па понатаму измени и дополнени на буџет, па детален финансиски извештај, ревизорски извештај и сето она што треба практично секоја институција да го прави во смисла на транспарентно и отчетно работење, не е случај кај инспекторатите, така да ова алка, збориме во делот на транспарентноста, треба значително да се зајакне. И тука апелиравме и до инспекцијскиот совет, кој што е надредена и врховна институција, која што се занимава со креирање на политики за инспекцијски надзор, да воведе дополнителни механизми, преку кои што ќе се овозможи квалитетно и отчетно известување на институциите кон јавноста. Инспекторатите треба да ги усогласат извештаите со меѓународните обврски кои произлегуваат од европското законодавство, тоест резолуцијата за минимум критериуми за инспекцијски надзор во животната средина и директивата за индустријски емисии. Според овие документи, извештаите од инспекцијските надзори треба да се одржуваат во лесно достапна база на податоци, да бидат јавно достапни во рок од 2 месеца по извршената инспекција и да се изготви регистар на правни субјекти кои треба да бидат контролирани. Самиот анкетен прашалник беше концепиран на начин да даде конкретни одговори за начинот на планирање на годишните активности на инспекторатите, начинот на подготовка на периодичните извештаи и начинот на известување во однос на реализацијата на годишните, односно полугодишните буџети на таргетираните институции. Она што може да се заклучи е дека таргетираните инспекторати се држат до законскиот минимум, кој што е определен со рамковниот закон за инспекцијски надзор и практично ја креира рамката и начинот на кој што треба инспекторатите да ги подготвуваат и доставуваат до јавноста извештаите за нивната работа. Меѓутоа, она што првично го воочивме е дека квалитетот во делот на известувањето драстично варира во однос од инспекторат до инспекторат, што укажува дека е неопходно да се усогласи, односно да се усвои методологија по која што унифицирано ќе известуваат самите извештаи, самите инспекторати и на тој начин ќе добиеме поквалитетни извештаи кои што ќе бидат јавно презентирани до јавноста. Во однос на бројот на пријави поднесени од граѓаните, постои голем расчекор помеѓу инспекторатите. Државниот инспекторат за животна средина бележи околу 300 пријави годишно. Државниот инспекторат за земјоделство 54, додека Државниот инспекторат за шумарство и ловство евидентира само 4 пријави годишно. Ова укажува на различниот пристап на инспекторатите за промоција и афирмација на онлайн алатки за поднесување на представки, кои ќе бидат лесно достапни и едноставни за употреба, со што би се поттикнало граѓанско учество во инспекцијскиот надзор.